Борбата со големиот пожар, кој што пред повеќе денови го зафати ловиштето Јасен, продолжува. Во текот на ноќните часови огнот тргна кон шумскиот пат кој што од објектите на ловиштето Јасен, односно влезната капија, води кон ресторанот на брегот на Козјак. Овој пат пред неколку дена внимателно го исчистивме од вегетација со булдозер и истиот представува противпожарна препрека, односно појас преку кој што не дозволуваме огнот да префрли на другата страна. Односно ова зад мене е Козјак, иако не се гледа ништо поради густиот чад кој што утрово се крена, додека спротивно од мене е во насока на село Брезница, односно крстот на Водно или градот Скопје, во оваа насока напред. Во текот на ноќта имаше жестока борба со огнот, но припадниците на единицата за брзо распоредување кои што управува со пинцгауерите, заедно со вработените во Јасен, како и тим пожарникари од Скопската бригада за противпожарна заштита, како и пожарникарите од Македонски брод, не му дозволија, и тим на дирекцијата за заштита и спасување, не му дозволија на огнот да префрли од другата страна. Рано наутро започнавме со една специфична операција која што е единствен начин овој голем пожар да биде сопрен. Тоа е правење на еден противпожарен појас на овој гребен зад мене, исклучително стрмен гребен. Овој гребен ќе го исчистиме целиот до езерото, за кога ќе дојде огнот овде да го стопираме, да не му дозволиме да премине од другата страна. Иако под мене гледам густа чад, еден полициски хеликоптер и еден армиски хеликоптер рано наутро почнаа соодейство под чадот, бидејќи таму имаме горење, но можат има добра видливост за да действуваат. Штом ќе се крене овој чад, ќе почне соодейство и еден ер трактор на дирекцијата за заштита и спасување. Овде на лице место се храбрите специјалци од полицијата и од армијата, армиските волци и полициските тигри, пред се алпинисти кои што се спуштат по овој исклучително стрмен терен и работат на чистење на противпожарниот појас. Во овој момент имаме уште неколку активни пожари на територијата на државата кои што се, би рекол, безопасни споредени со овој пожар. Горат пред се Трева и Грмушки, но со повеќе информации ќе излеземе во пишана форма од Центарот за управување со кризи, а дополнително некаде околу 13 часот, доколку нема некој непредвиден развој на настаните, ќе излеземе со нова моја видеоизјава овде од лице место од големиот пожар на ловиштето Јасен, кој што во овој момент не може ни да се види поради густиот чад.